ВМРО ДПМН и во најновата анкета на Гранулекс е доминантен со поддршката од граѓаните. Анкетата е спроведена на 1000 испитаници во периодот од 2 до 13 мај. Во овој момент партијата на власт ужива во 22% наспроти СДСМ со 9,7%, Влен со 8,4%, ДУИ 8,3%, Левица 5% и Знам со 3,9%. Високиот рейтинг на партијата на Мицкоски има објаснување од многу аспекти, но според аналитичарите клучни се неколку. ВМРО ДПМН има цврст став во однос на EU-интеграцијата, успешно парира на надворешните енергетски предизвици, а добро се справува и со домашната економија, каде цените воглавно мируваат. За разлика од неа, опозицијата покажува конзистентност кон ставовите кои во најголем дел од јавноста не се прифаќаат, потенцираат аналитичарите. Како ВМРО ДПМН и Мицкоски парираат на опозицијските критики? Во принцип, опозицијата би требало да парира на владините политики, а не обратно, но со оглед на фактот дека ВМРО ДПМН и ова влада се изложени реално на засилени критики во последно време, мислам дека одговорот на владата е коректен и се дефинира во политиките на владата кои се, според моето мислење, конзистентни. Ова на партискиот лидер и премиер му носи стабилни граѓански поени, практично отстапувањето на власт пред 2 години. Дали Мицкоски има стабилна поддршка откако е на власт? Да, мислам дека има не само стабилна, туку и да речем поддршка во еден дел и во нагорна линија, тоа го покажуваат релевантните анкети на јавното мислење во Македонија. Со тоа што мој личен став е дека во принцип рейтингот што се гради, што се билде и така натаму, постои за да се троши, за да се употреби таа доверба, за да се спроведуваат реформски потези кои знаат да бидат и болни. Овој анкетен резултат за Мицкоски е потврда и патоказ дека треба да продолжи како и досега и дека практично со ситуацијата тој управува доминантно и сигурно. Во овој момент тој нема сериозна закана во ниту еден аспект, а причините за тоа најмногу треба да ги анализираат неговите политички опоненти. Антикорупцијскиот тим на Социјалдемократскиот сојуз денеска на прес говореа за наводните 93 тендери на фирмата Мастев, вредни над 18 милиони евра. ВМРО ДПМН е повторно за случајот мазут, селективноста на обвинителството и извештаите за штетноста на набавениот мазут во ТЕЦ Неготино. Додека владата нема пари за повисоки плати, нема пари за пензии, ниту мерки за граѓаните во криза, фрчат тендери со милионски суми за едни исти фирми блиски до ВМРО ОКГ. Шемата е добро позната и разработена. Ова е корупцијски систем во кој едни исти фирми добиваат се. На локално ниво, на централно ниво, во институциите, во општините, сите раководени од кадри на ВМРО ОКГ. Така се испумпуваат парите на народот, бездушно. Со вчерашниот демант на ЕСМ станува јасно дека обвинителите Абази и Коларевич повеќе се занимавале со земање на изјави од некомпетентни лица, наместо да истражуваат сериозно и да обезбедат докази за оваа набавка на мазут скапа 167 милиони евра. Стручни лица од ЕСМ утврдиле дека мазутот бил со голем број на нечистоти кои што предизвикувале дефекти во мазутната станица на ТЕЦ Неготино. И покрај ваквата утврдена лоша состојба и квалитет на мазутот, сепак ТЕЦ Неготино склучил анекс за да може овој скап договор да ја достигне сумата од 167 милиони евра. Управата за јавни приходи во првите 4 месеци од 2026 година спровела интензивирани теренски контроли за фискализација, при што кај 42% од контролираните субјекти се утврдени неправилности согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Најчеста неправилност останува на издавањето фискални сметки, а значителен дел од прекршоците се однесуваат и на непоседување или невоведување фискален систем.
Вкупно 395 субјекти добиле глоби, додека кај 25 објекти е изречена мерка привремена забрана за работа поради повторено кршење на правилата. Од управата за јавни приходи најавуваат продолжување и засилување на контролите низ целата држава, како и примена на нова методологија која вклучува вкрстени проверки за откривање на неевидентиран промет и сузбивање на сивата економија. Според полетоците на Државниот завод за статистика, прометот во индустријата во март годинава е зголеме за 0,6% во однос на истиот месец лани. Расте забележан кај интермедиарни производи, освен енергија, за 2,6% и кај нетрајните производи за широка потрошувачка за 5,3%. На месечно ниво, во однос на февруари 2026 година, индустрискиот промет бележи раст од 7,9%. Домашниот пазар остварил раст од 7,3%, додека прометот на странските пазари е намален за 1,3%. Централната изборна комисија на Косово не ја сертифицираше листата на граѓанската иницијатива Заедно победуваме за учество на предвремените парламентарни избори на 7 јуни со образложение дека овој политички субјект не ги исполнува законските критериуми за потребниот број потписи. Листата на Заедно победуваме вклучува кандидати од 6 српски опозицијски политички субјекти. На 15 мај иницијативата објави дека поднела жалба до Комисијата за избори, жалби и приговори и ја оцени одлуката на ЦИК како преседан, бидејќи причината за одбивањето да учествуваат на изборите била тоа што телефонските броеви на некои од подписниците не били наведени до нивните имиња. Судот одреди 30 дена притвор за Веселин Милич, началник на белградската полиција и поранешен советник на српскиот претседател кој беше уапсен вчера за прикривање обид за убиство и спречување на истрага. Милич веќе бил испрашуван како дел од истрагата за исчезнувањето на Александар Нешовиќ Баја, кој исчезна на 12 мај во ресторан на луксузната белградска населба Сењак. Телото на Александар Нешовиќ е пронајдено покрај автопат во близина на Шимановци. Тој бил застрелан од Саша Вуковиќ Боске додека седел со Милич. Милич наводно го поканил Вуковиќ во тој бар за да го смири со Нешовиќ. Меѓу нив дошло до расправија пошто Вуковиќ извадил пиштол и го убил Нешовиќ. Потоа двајца полицајци од обезбедувањето на Веселин Милич заедно со Вуковиќ го изваделе телото од ресторанот и го запалеле покрај автопатот кај Шимановци, додека Милич и друг полицаец останале во ресторанот за да ги острнат трагите и видеоснимките од надзорните камери. Во врска со истрагата, со сите околности на убиството, уапсени се 9 лица, меѓу кои 3 полицајци. Турција повторно испрати остра порака кон Грција околу долгогодишниот спор за територијалните води во Егејското море, откако советник на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека евентуалното проширување на грчките територијални води од 6 на 12 наутички милји и натаму се смета за повод за војна од страна на Анкара. Како што пренесува грчкиот весник Екатемирини, Чагри Ерхан, академик и советник на Ердоган, потврдил дека одлуката на турскиот парламент од 1995 година се уште е активна и представува официјален став на Турција. Доколку Грција ги прошири своите територијални води, дури и за 1 сантиметар, тоа би било повод за војна, изјавил Ерхан, повторувајќи ја долгогодишната позиција на Анкара. Штип има 1826 компании од сите профили и лани тие направиле приход од 720 милиони евра, што е за 7,04% повеќе од претходната година. Паралелно пораснал и профитот, и тоа за цели 12%, што потврдува дека таа е стабилна и репродуктивна. Најголем дел од приходите го создаваат 10 најголеми компании кои заедно учествуваат со над 1/3 од вкупниот резултат. Во тој врв се издвојуваат Актива, Кондево МК, Оаза Екстра и Technical Textiles, при што некои бележат значителен раст, а други пад на приходите. Вкупната добивка на најуспешните 10 компании изнесува 23,8 милиони евра, што е раст од над 30%. Најголема добивка има Езимит Capital, следена од Technical Textiles и телекомуникацијскиот оператор Телекабел, кој бележи силен скок на профитот, објави порталот Пари.
Иако дел од фирмите вработуваат помалку луѓе, економската активност во Штип се зголемува и се пренасочува кон повисока додадена вредност и извозно ориентирани индустрии. Дали ова значи дека штипската индустрија успешно е преструктурирана по големиот текстилен пат со избунувањето на војната во Украина и дали со текстилот воглавно е завршено? Па она приказна што ние знаевме пред 15 и 20 години е завршена. Значи има еден масовен текстил со над 63.000 вработени во Македонија, со огромно учество во вкупниот број на вработени во извозот и во бруто домашниот производ, мислам дека нема да се повтори. Но тоа не значи дека нема веќе да има текстил и понатаму ќе постои текстил и обработка на облека, со тоа што тие компании што ќе останат ќе бидат помали, пофлексибилни, ќе работат мали серии, брзи серии за европскиот пазар и ќе останала за домашен пазар или работа на облека по мерка на секој нешто интернет продажба и така натаму, но бројот на вработени ќе биде помали од овие сега некаде околу 17.000 што се. Иако предизвици има на сите страни, во Штип се создаваат и растат компании со поинаква дејност од традиционалните. Во експанзија, логистиката, диспечерството, осигурителниот бизнис и други. Со раст од 7%, Штип е близу до приход од милијарда евра. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој соопшти дека е во тек постапката за поврат на исплатени субвенции од 91 тутунопроизводител. Причина за ова се наодите од теренски контроли кои утврдиле значителни разлики меѓу пријавените и реално констатираните податоци. Станува збор за подмерката за директни плаќања за договорен и продаден ориентален, ароматичен, необработен тутун од реколта 2024 во рамки на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2025 година. Контролите покажале отстапување поголеми од 30% кај дел од апликациите, поради што се донесени решенија за поврат на средства во вкупен износ од околу 20,96 милиони денари. Објаснуваат од агенцијата. Но ова реагираат тутунопроизводителите, но и од Националната земјоделска мрежа кои тврдат дека решенијата за поврат ги добиле, но без соодветно образложение. Поред последните информации што ги имаме од терен и од наши членови, имат пристигнато решение на нивна адреса, со кое решение од платна агенција се бара значи поврат на средства исплатени по основ на субвенции на преведен тутун. Сега, поради што е тоа, ние немаме значи увид во тоа и немаме појаснување. Спротивно, од агенцијата нагласуваа дека секое решение содржи точни податоци за утврдените неправилности и дека исплатените субвенции се врз основа на пријавените капацитети кои подоцна биле предмет на теренски проверки. Агенцијата додава дека контролите продолжуваат и дека целта е правилна распределба на средствата и спречување на злоупотреби. Со богата дводневна програма исполнета со културни содржини, научни трибини, свечени и воени церемонии, Делчево и село Разловци на 18 и 19 мај свечено ја одбележуваат 150 годишнината од Разловечкото востание, еден од значајните символи на македонската борба за слобода. Самата програма започува на 18 мај во Делчево во 14 часот со одржување на локален базар на стари занаети и рачни изработки по центарот на Делчево. Потоа во 17 часот следува промоција на пошетска марка 150 години Разловечко востание. Тоа е еден новитет кој што за нас представува голема чест и привилегија. И во 20 часот имаме екзицир на градискиот состав на Нарама. Потоа започнува вечерниот концерт по 150 години Разловечко востание, каде што ќе има неколку говори, ќе настапи нашиот државен символ танец, ќе имаме концерт на војниот оркестар на армијата на Република Македонија и секако многу убав и позитивен историски час. Посебен акцент годинава е ставен на 19 мај во село Разловци, каде ќе се одржи централната манифестација во присуство на високи државни делегации, а ќе започне во раните утрински часови со планинарскиот марш по вравиците на востаниците од Тработивиште до Разловци. На настанот е најавено присуство на премиерот Христијан Мицкоски, повеќе министри како и голем број градоначалници од државата, заедно со гости од земјата и странство. И секако во 11 часот е и овој најофицијален дел, каде што имаме пригодна свечена церемонија со полагање на цвете пред платото на ново обновениот слободен дом на Разловечко востание. Во 14:30 ќе
имаме ручек заедно со сите присутни гости во село Радоци во нашата убава црква во село Радоци, црква Цар Костин Царица Елена. Кочани поставува камери на местата каде граѓаните одлагаат секаков вид отпад и креираат диви депонии. Состојбата е алармантна, бидејќи екосликата во Кочани е катастрофална. Ќе се постават видео надзори, бидејќи веќе сме сведоци на едно не знам какво однесување. Имавме некои призорни клетки, не знам како да ги наречам, каде во куфер беше изфрлено убиено или починато куче. Веќе ширеше страшна ареа по целиот регион. Второ, на истото место, каде по 100 пати ја расчистуваме депонијата, повторно се натрупува депонија како тоа да е место за одлагање на смет, а знаеме дека тоа е во дворот на музичкото училиште Ристо Јоруков, каде секојдневно се движат нашите најмлади што ги посетуваат часовите по музичка уметност. Освен камери, градоначалникот Грозданов најавува и ригорозни казни, бидејќи добриот збор и совеста не функционираат. Ние ги поминавме сите граници со нашата некултура и со нашето уништувачко однесување. Најавуваме ригорозни казни, максимални според законот, за кој еве јас ќе го барам отчетот од надлежните органи. Кои локации посебно ќе бидат обсервирани? Тие се тие места што по 10 пат или 20 или 100 пат ги гледате на нашиот веб сайт кога ги чистиме на нула, што би рекле ги изчистиме и каде за 10 дена депонијата е иста. Кочани подолг период е во екокриза, бидејќи јавното предпријатие досега немаше ниту ресурси, ниту соодветен план за да се справи со проблемот. Граѓаните како едва и да ја чекаа слабоста на јавното комунално предпријатие Водовод, па депонии се создаваат на сите страни. Граѓанската некултура достигна неверојатно ниво. Животот во зграда и така е комплексен, но во комплексот згради на улица Анте Банина во Штип веќе премина и во опасност по живот. Несовесни станари фрлаат опасен вид на отпад, стаклени тегли кои се кршат, од пушоци на цигари, коски, препарати за лична хигиена и остатоци од храна. Сето ова е ризик за безбедност и здравието на сите станари од целата вертикала. Но најголем проблем имаат станарите од првиот кат, во чиј двор се собира целото ѓубре и каде ризикот е најголем. Станарите до телевизија Стар пријавија дека пред се плашат за безбедноста на своето дете, но и за безбедноста на сите. Случајот е веќе пријавен во полицијата, а на прашањето има ли смисла, одговорот е очигледен. Кинески научници успешно клонираа 6 супер високопродуктивни млечни кози во северозападната кинеска провинција Шанси, што го означува првото успешно сериско клонирање на такви животни во земјата и голем напредок во технологијата за одгледување млечни кози. Проектот за клонирање го водел истраживачки тим од Универзитетот Нордвест АНФ. Клонираните кози, 4 машки и 2 женски, биле одгледани од елитни високопродуктивни донатори од расата Саенен, со просечен годишен принос на млеко поголем од 2800 килограми. Козите исто така покажале значително подобро ниво на млечна маста и протеини во споредба со обичните кози, а имале стабилни репродуктивни перформанси, силна приспособливост на околината и добра отпорност на болести. Утре не очекува претежно облачно време со температури до 18 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 19 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 48%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 18 степени, Пробишти 15, Чишиново, Блешови и Кочани со по 17 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 15 степен, во Пекчево 12, а во Перово максимални 13 степени. Православните верници утре си спомнуваат за светата маченичка Пелагија Тарсиска, католиците за Паскал.